Факултетот за туризам и бизнис логистика изминатата недела ја одржа својата 100-та наставно-научна седница која имаше свечен карактер. Во одморалиштето на МВР на Пониква прославија 5 години од формирањето на оваа институција и досегашните успеси. На неа присуствуваа деканот, продеканот и речиси сите наставници и соработници, како и техничкиот персонал на факултетот. Седницата ја водеше деканот професор Нако Ташков, а своје обраќање имаше и продеканот професор Никола Димитров. Деканот Ташков зборуваше за почетоците на факултетот, нивната визија и цели кои ги поставиле при самото формирање на факултетот. Уште пред 5 години, само со тројца професори и тројца соработници ги поставиле темелите на она што денес прерасна во успешен факултет. Значи, факултетот за туризам и бизнис логистика уште првиот ден од самото формирање со акредитацијата и со добрите резултати кои се покажа во првиот упис во првата учебна година, веќе си зададовме едни конкретни цели кои што во иднина треба да ги оствариме, односно како треба да се развива нашиот факултет за туризам и бизнис логистика. Со оглед дека нашата професија, односно туризмот е бренд во светот и една од водечките индустрии, да речеме, со прилив на девизни средства, се надеваме дека ова наша заложба ќе придонесе многу и за развој на туризмот во Република Македонија, со тоа што ствараме кадри кои што и во иднина ќе можат да работат во туризмот и пошироко малку. Првата година почнавме со 70 студента, ова година имаме 250, а веќе не е договорено за едната година повеќе од 300 студенти да заменат на пракса, професионална пракса во Германија и Шпанија. Тука нема да застанеме, бидејќи веќе ние створивме простор и за студентите од втор циклус, кои што ги имаме кај нас, да им обезбедиме студиски престој кој што многу ќе значи за нашиот туристички пазар и едноставно искуствата сите кои што ги црпат и од прв циклус и од втор циклус нашите студенти се огромни. Тоа го покажуваат и самите студенти, односно ние правиме анкети од секој враќање на нашите групи, ги гледаме, ги сумираме сите резултати и сметам дека сме на прав чекор или на прав пат ова да постигнеме уште поголеми успеси. И како и деканот што ви напомена, нашите проекти одат кон тоа ние да се доекипираме, исто така и да формираме неколку лаборатории, каде што буквално практичната настава ќе се реализира во рамките на лабораторијата, каде што да речем со без малку без никакви слабости да можеме да ги подготвиме студентите на пазарот на трудот да бидат што поуспешни, како идни менаџери, затоа што сите со завршувањето завршуваат менаџери по туризам, по гастрономија, гостителство или бизнис логистика и бизнис администрација. Понатаму праксата ја реализираат и во останати компании од сферата на бизнисот и од сферата на администрацијата. Се трудиме во рамките на можностите, како што деканот напомена, целата управа раководство ректоратот во секој поглед, во секој време буквално ни доаѓаат на располагање и реализира се она што менаџерот деканот ќе го замисли, ќе го простудираме и го пренесуваме до професор доктор Саша Митрев, нашиот ректор, и се разбира до останатите членови на ректорска управа, кои што ни доаѓаат секогаш во пресет и досега немаме воопшто никаква забелешка на нашата работа. Со голем ентузијазам, многу труд и работа, Факултетот за туризам и бизнис логистика за овие 5 години го трасираше патот кон успехот како рамноправен член на Универзитетот Гоце Делчев, со поддршка од ректорот и ректорската управа. Благодарение на тимската работа, посветеноста на целокупниот кадар, факултетот денес има тим од 30 на професори, брои околу 3000 студенти и продолжува со брзото темпо за развој понатаму. Наставната програма која што е предвидена за секоја предметна студиска програма од секој факултет, па така и за факултетот за туризам и бизнис логистика, секој од предметните дисциплини е покриен со соодветен професор и соодветен соработник и во рамки на семестарот се имат изготвен распоред кој што од страна на професорите, од страна на студентите се почитува и континуирано и организирано се одвива наставата, како и не само наставата, така и покриеноста со вежбите. Во рамките на самото прашање да одговорам, самите студенти се и презадоволни и премногу заинтересирани. Значи, во однос на оваа пракса ја обавуваат со значителни резултати. Се разбира дека и самите стопанственици од рамките на хотелскиот сектор до нас доставуваат и барања, значи со поголем број на студенти да учествуваат во овие пракси. Се разбира, ова беше во сегментот на пракса во рамките на нашата земја, но се
20. век бил век на технологијата, на развој на технологијата, 21. век е век на знаење. И во овој свет на голема конкуренција ќе обстои само ние кои што се најдобри, кои што инвестираат во себе, во своето образование, така да и нашиот пат е тој научен, кој што ние го следиме, го одиме и дека мораме да работиме на себе си, за да умееме да пренесеме добри искуства и сознанија на идните генерации. Према нас не е тоа морална обврска, кога сме дел во високообразованиот сектор, да го дадеме својот максимум, да колку можеме и умееме да најдеме патишта како поедноставно ќе трансферираме дел од нашите сознанија и искуства и дел од она што значи наука. Исто така, деканот на свечената седница говореше за постигнувањата на факултетот, наградите, гостувањата и меѓународната соработка, реализирани за овие 5 години. Станува збор за вредни проекти со универзитети од Европа, чија вредност изнесува и неколку стотици илјади евра. Факултетот има плодна соработка со факултети од Солун, Благоевград, Германија, а престојат и многу други. По повод 100-та седница, управата на факултетот својот успешен кадар ќе го награди со тоа што ќе им овозможи да станат лиценцирани туристички работници и водичи.